Гледам модерно е вечерва да се фалиме кој колку е карпошанец, јас се како прав провинцијалец да се пофалам дека сум најдолготрајниот кираџија во Карпош. Имам живеено 5-6 години од Симпо до педагошка. Карпош и аеродром ми се омилени во Скопје. Убаво е да гледаш организацијата како расте. Значи, да стварно мојот сограѓанин Брашнар, Панко Брашнар, кога го отвара заседанието на АСНО, првите зборови му се тоа, бидејќи тој е свидетел на два Илиндена. 903-та, кога другата генерација не успеала да ја создаде републиката, и неговата, која што партизанска генерација, која што успева да ја создаде, и тој го почнува култниот говор со тоа, вели: другарки и другари, душава ми е преполнена со радост. Синоќа бевме во, така го викаме, јужното крило на левица. Се сеќаваме, евоциравме спомени со Борис, како од состаноци присутни два тројца почнаа да немаат место во огранокот, па да створуваат и младински организации, и сето тоа нас не значи. Значи, она што велат дека левица е one man show, и затоа токму јас не ни сакам да зборувам на вакви настани, меѓутоа президиумот кога ќе донесе одлука, нема тука мрдање, морам да ги слушам. И при такви, бидејќи не сакам да мислат дека левица е one man show. Левица е многу повеќе напредната, левица е најбрзо растечката партија во Европа. Само феноменот левица е единствена партија која откако влезе во собранието има раст, а не пат. Сите други се во слободен пат. Меѓутоа, тоа е она што им го порачавме уште тогаш, дека нема каде да бегаат и дека искреноста не може да се одглуми. Она што го прави левица доаѓа од народот и е за народот. Овие локални избори, дури имам чувство дека ме злоупотребуваат овие од президиумот. Сега кога го гледав Бранко како дитка, како пие вода, се викаме да видиш како е наговорница кога ќе ти речат: ела апа сиев ти да држиш говор како да си на дугме, пошто од парламентарци и мислат дека ние готово се знаеме да кажуваме. За разлика од нас, правниците кои сме траблмейкери, ние понудивме информатичар за градоначалник на Карпош, кои се познати трабл солвери. Тие се за решавање проблеми, а правниците се за да ги прават. Значи го имате Дарко, со кој што се знаеме неколку години. Дарко беше посветен во градењето на структурата кога никој не веруваше во левица. Еден харизматски, модерен лик кој што ќе даде нова димензија на урбаното живење и на целиот овој урбан дух кој што Карпош го носи. Од друга страна го имате Перо Камиказа, урбана легенда. Првично ние не ни сакавме да имаме кандидат за градоначалник, бидејќи политичката проценка беше подобро е да немаме, отколку да ставиме рандом ликови кои што можеби и ќе ни нанесат повеќе штета отколку корист во процесот. Меѓутоа, кога паднавме на муавет за Перо Камиказа, одлуката беше едногласна, бидејќи Перо е сам по себе урбана легенда. Не заборавајте дека тој ја свиреше култната песна на денот на референдумот, референдум за Република Македонија кој се уште е во сила. Иако овие сатрапи се обидоа да го променат, тој референдум правно гледано е се уште во сила, и ние како политичка сила во иднина се надевам дека нашата генерација ќе биде таа која како на Брашнар генерацијата ќе успее да го врати она што ни го одзедоа овие домашни окупатори и квислинзи. Она што сакам да го кажам за локалните избори, бидејќи претежно сме членови и симпатизери на левица, е тоа што дека локалните избори се 15 пати потешки од сите избори досега. Значи, во парламентарни избори имате 6 изборни единици, 120 луѓе, една програма и си шивате 20 дена кампања. Тука имавме, прошлите избори имавме само 11 листи, од кои тројца советници, меѓу нив и Бранко, еден од ретките, град Скопје и Росоман. Сега имаме 45 листи. Очекуваме над 60 советници на ниво на Република Македонија. Тоа е енормно тешко да го постигнете, бидејќи структурата која што расте секојдневно немаме дури ни темпо да ја следиме, бидејќи приливот на членови е енормен. Затоа ми представува особена чест и задоволство кога гледам како нешто што сме го граделе по паркови, по клупи, станува сериозна политичка сила од која почнуваат да се плашат. И за да не бидеме
за да не бидеме испокрадени на овие избори. Апелирам до сите вас, до вашите роднини, пријатели, дечковци, девојки, мажи, жени, мајки, татковци, да ги ангажирате како наблюдувачи. Имавме еден статистички податок од Ѓорче. Во 10 места каде што ние имавме наблюдувачи, процентот тогашен на гласови беше од 3 до 4%. Во другите 10 места каде што немавме наблюдувачи, процентот на гласови беше 0%. Тоа значи сме масакрирани од крадење гласови. Тоа не смееме сега да им го дозволиме и затоа е во тек процес на пријавување на наблюдувачи. Тоа се сите оние луѓе кои не мора ниту да се членови, но единствен услов е да не бидат советници на листа, значи да не бидат кандидати за советници. Сите други можете да бидете овластени представници на избирачко место, што е особено битно во моментот на броење на гласовите, бидејќи методот по кој што не крадат е следниот. Секаде каде што има заокружено левица, бидејќи наблюдувачите од СДС и од ВМРО се стари со генерации и тие си се познаваат, тие се комши и пријатели, и тие заокружуваат уште една бројка, со тоа ливчето станува неважечко. Кога ние ќе имаме наши луѓе на терен, тоа нема да го дозволиме и процентот наместо 3-4 според сегашните рейтинзи ќе биде над 8. Тоа значи дека во Карпош ние се бориме за 3-4 советника, а не само за еден. Во моментот кога ќе го спречиме гласањето, можно е да влезат многу повеќе луѓе и затоа апелирам искрено до вас да се вклучите, бидејќи тоа е суштинско како момент, затоа што не смееме повторно да го дозволиме. Од каде системот е против нас, па дури и овие што ни ги крадат гласовите, не смееме тоа да им го дозволиме. Ќе завршам со голем поздрав до вас, до оние карпошани кои се членови и симпатизери на левица. Апелирам да издржиме уште 10 дена од кампања, знам дека е пеколно. Јас 5 ден поред ручам тост во колата. Предпоставувам на сите ви е тешко, меѓутоа мораме да издржиме, затоа што немаме друга алтернатива и ние немаме резервна татковина. Сите средби ги завршуваме со едно селфи, па би сакал вака од Бинава да направиме едно селфи. Ви благодарам многу. И птиците да се вратат на југ. Не барајте